Уште една урбана среда на вашите екрани, се надевам дека и овој пат ќе го задржиме вашето внимание до самиот крај. 60 минути исполнети со корисни информации. Останете во продолжение, ќе видиме накратко за она што ќе следува. Хемискиот пилинг, бидејќи доста поинвазивен третман, обично се користи кога сите оние класични и рачни третмани немаат подобрување или дале многу слаб резултат. Човекот вика да ве носам, вика во кинески ресторан, вика на храна, на јадење. Одиме, нема место. И каде, што, како не однесе после во македонски ресторан. И една била суте посмење, вика, како, вика, дојдовме, вика, во Италија, вика, да одиме, вика, во македонски ресторан да јадеме. Кинески зеленчук, значи не е цветот, туку коренот од лотосот, кој во Кина особено се шалат жените го јадат за добро расположение. Значи потребите да. Јас значи со жени кога кидам да дојдам тука на лотос, на корен на лотос. Се користат специфични игли, се користи специфична боја и затоа и трајноста е од 3 до 5 години кога полека бледее. Да, не се губи наеднаш и не се губи на некои места да нема па да има, туку како изгледува, како една слика кога изгледува. Да, изгледува и треба да се повтори. На тема хемиски пилинг разговараме со доктор Наталија Јорданова-Трајски од дерматовенеролошката ординација Skin Solution. Докторка Наталија, сме слушале за многу пилинзи, често го слушаме зборот пилинг, меѓутоа хемиски пилинг, што точно представува тоа? Хемискиот пилинг представува медицински третман при кој што се користат адекватни киселини во различни комбинации, во различни концентрации. Тоа е еден моќен третман кој што врши длабинска ексфолиација, тоа е чистење на епидермалните клетки, се работи со цел редукција и намалување на акни, на лузни од акни, отстранување на пигментација и разни флеки. Исто така доста одличен ефект да покажа и кај третирање на стри, како и анти-ејдж ефект, тоа е за рејувенација и за регенерација на самата кожа. Така, кога најчесто се користи хемискиот пилинг, односно кога што не успева, па преминуваме на хемиски пилинг? Хемискиот пилинг, бидејќи доста поинвазивен третман, обично се користи кога сите оние класични и рачни третмани немаат подобрување или дале многу слаб резултат, тогаш се применува ако секако самата сезона не одговара, бидејќи хемискиот пилинг се применува само зимно време. Не треба да се работи во сезони кога има интензивна сончева експозиција. Значи, тогаш е како средство за избор за определена проблематика. И потребно е да се знае дека после не треба да има никаква примена и пред и после самиот хемиски пилинг на солариум. Значи, и ако се работи зимно време, барем 2 недели пред третманот и барем месец дена после самиот хемиски пилинг не треба да има употреба на солариум, бидејќи може да настане една контраиндикација, тоа е хиперпигментација. Како функционира, како се изведува методот на хемиски пилинг? Хемискиот пилинг, значи прво прецизираме за кој фототип на кожа станува збор, за која проблематика станува збор и веќе во зависност од проблематиката ја избираме самата киселина, значи дали ќе станува збор за млечна, салицилна, фитична, гликолна, трихлороцетна и така натаму, значи постојат повеќе хемиски пилинзи. Ние одбираме самата киселина и според фототипот на кожа ја одбираме концентрацијата. Секој се почнува со еден понизок степен на концентрација и секој нареден хемиски пилинг се зголемува самиот процент. Во зависност од проблематиката, исто се утврдува и бројот на сериите кои што ќе го премениме кај определени пациенти, со тоа што ако се работи за средно до умерена тешка проблематика, обично се препорачува една серија од 4 третмани, кои што се изведуваат на 7 до 14 дена, бидејќи после самиот хемиски пилинг се постои едно благо до умерено или интензивно лупење, веќе ако станува збор за најдлабокиот хемиски пилинг, како што е еден од тие трихлороцетна киселина. Овде навистина постои обилна дискламација, значи лупење како изгорена од сонце, вистина длабинско лупење. Многу треба да се внимава да нема никаква експозиција на сонце или евентуално ако се оди на планина на скијање да се става заштитен фактор 50+,
и барем тие 3-4 дена дур трае тоа интензивно лупење, да се користи многу хидратантна крема за да може да се забрза таа реепителизација на кожата. Ако станува збор за тешка проблематика за келоидно акне или некои потешки форми на акне, или хронични пигментации, тогаш веќе може да се употреби серија од 4 до 8, значи пак се утврдува индивидуално според проблематиките, а стриите секако бараат поголем број на третмани со тоа што овде не се врши хемискиот пилинг на 1 до 2 недели, туку минимум месец дена треба да има растојание од еден до друг, бидејќи они обично се локализирани во зоните на абдоменот и на градите, каде што епидермисот е поосетлив и бара повеќе време за регенерација на самата кожа на таа зона. Рековте дека во зависност од тоа за каков тип станува збор, или во зависност од тоа и третманите, не можеме да кажеме нели сега колку третмани се потребни, меѓутоа рековте ми се чини најмалку 4, серија од 4. Да, значи за средна до умерена проблематика серија од 4. Ако целта не е само длабинско чистење и отстранување на површинскиот слој од мртви клетки, тогаш е доволен и само еден хемиски пилинг. Значи тоа е веќе ако немаме никаква проблематика, а целта е длабинско чистење на клетките. Може ли хемискиот пилинг да се комбинира со некој друг третман, односно дали е и пожелно баш напротив да се комбинира за евентуално подобри резултат? Пред да се направи првиот хемиски пилинг, добро е длабински да се исчисти самата кожа од мртви клетки, значи или со класичен или со медицински третман или со микродермабразија, се со цел за да може таа киселина подлабински да продре во самото лице. Инаку, како комбинација, може овде да влезе микродермабразијата, ако станува збор за по-тешка проблематика, за да го намалиме бројот на хемискиот пилинг, тогаш веќе одиме со комбинации, за да може прво се прави микродермабразијата, па после хемискиот пилинг, со цел самиот хемиски да е уште појак. Други комбинации не се препорачуваат. Постои ли некоја таргет група која што не би можела да подлежи, односно хронично болни, да речеме, кои што не би требало да прават? Хемиски пилинг не може да прават бремени жени, дојки, како и луѓе со малигни заболувања, кај нив е контраиндицирано. Постојат ли некои несакани ефекти од хемискиот пилинг или што е оно што после третманот не би требало да се прави? После самиот хемиски пилинг не треба да имаме експозиција на сонце, затоа споменав ако се изложуваме ако одиме на скијање или на планина, ако веќе овде има сончева експозиција покрај тоа што е зимски период, да се превенираме со фотопротекција, тоа со најголем заштитен фактор 50+. Друго што не смееме да правиме да посета на солариуми, и бидејќи станува збор за некои хемиски пилинзи се доста агресивни и има обилно лупење на кожата, тоа што не смееме да правиме е со сила да ја лупиме кожата, туку едноставно треба многократно дневно да хидратираме со хидратантни креми, со лесни кружни движења и да оставиме спонтано да си падне таа кожа што навистина се лупи, бидејќи ако е со сила на тоа место може да остане лузна. Така, докторке Наталија, ви благодарам, ово беше навистина интересно и корисно, затоа што како што и сами кажавте, хемискиот пилинг претежно зимно време се прави, така да за сите оние кои што имаат некои од набројаните проблеми, добро беше што кажавте, што слушна и може да направат хемиски пилинг. Ви благодарам за тоа. Благодарам и вам. Секој месец е различен на свој начин и на ист начин луѓето кои се раѓаат во еден или друг месец од годината имаат различни уникатни карактерни црти. Јануари важи за месец кој е студен, депресивен и меланхоличен. Но јануари е и месец за нови почетоци, нови подвизи и победи. Какви се луѓето родени во него? Луѓето родени во овој месец секогаш имаат високо поставени цели во животот. Амбициозни се околу тоа што сакаат да постигнат и ретко дозволуваат било што да ги спречи. Логично на претходното, овие луѓе се способни да постигнат многу низ нивната борбеност и одлучност. Тие се единствените кои кога не постигнуваат не се опуштаат, туку постојано пробуваат да направат нешто повеќе. Познати се по своите способности за организација. Токму таа особина ги прави одлични водачи кои управуваат со самодовербата. Особината која ги издвојува луѓето родени во јануари од сите останати е трпеливоста. Тие никогаш не очекуваат брзи резултати, односно веруваат во работењето без губење на трпението. Овие луѓе се познати по својата виталност, енергичност и издржливост, кои понекогаш на другите им одат на нерви. На луѓето родени во јануари потребни им се луѓе со кои ќе ги делат своите успеси и падови. Знаејќи од колку значење им се довербата и разбирањето, пријателите ги добиваат овие две работи во огромна мера. Овие лица секогаш сочувствуваат со маката на другите и подготвени се во секој момент да понудат помош.
Непотребно да се кажува дека сите ги обожаваат и почитуваат заради овој квалитет. Луѓето родени во јануари понекогаш знаат да бидат и резервирани и да не одат наоколу раскажувајќи колку им е тешко во животот. Тие сакаат да поминат одреден временски период затрупани со своите мисли. Ако сте љубители на ноќните свирки, ноќните клубови и дискотеките, нема шанси да не го знаете. Ако ви кажам Сашко Андриевски, можеби нема да знаете, меѓутоа ако ви кажам Сале Рокер, сигурно ќе знаете. Денешен гостин во Урбан стил. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Ајде на почетокот да го дефинираме поимот урбано. Вообичаено со сите мои гости истото прашање. Што е за вас урбан стил, урбана личност? Па, урбан стил. Урбано живење, значи пред се градско живење, што се вика урбано. Значи, да бидеш во тренд со времето, со навиките на луѓето, со движењето, кај се движат луѓето, што се движат, да бидеш присутен, тоа за мене е пред се урбано. Така, кажете ми, се дружите со музиката. Колку време веќе? Па долго време, преку 20 години се дружам со музиката. Како започна се до тоа? Од каде дојде љубовта? Па љубовта, мојот покоен вујко, Бог да го прости, како мал ми купи гитара и ме учеше на првите акорди. И од тогаш, од 6-7 години, почнав да се интересирам многу за музиката. Во прво време не работев толку, меѓутоа кога покасно се борев, што се вика, за преживување, некојаш доаѓаш до не работиш, не си вработен ова, тоа најдов интереси во музиката, значи можев да преживеам тие времиња кога немаше од каде средства, невработен и така дале. Така да музиката ми е, мене ми е животот фактички. Сега претежно, бидејќи работам и менаџирање, работам и други работи, музиката ми е само како хоби повеќе, бидејќи ја сакам, заљубен сум музиката, значи без неа не може. И немам што друго да кажам во тој смисол, значи музиката мене ми е животот. Така, составен дел од животот или животот? Се опуштам, значи со музиката, се опуштам после сите напорни работи, со менаџирањето е многу напорна работа. Не знам кој знае тоа, сигурно ќе сфати дека менаџирањето е најстресна работа. Кој ќе видите и од Джаровски и од други некои менаџери кои, значи, преживеале разни трауми и ова тоа, значи тоа е навистина стресна работа. Така, се треба да е под конец и се зависи од така, вас. сите треба да бидат задоволни, и газди, и пеачи, и гости, значи сите мора да бидат, се треба да биде под конец. Ама затоа е тука музиката, па во неа наоѓате и мир и расположение. Па мене најубаво ми е кога не работам, значи кога не менаџирам, него кога јас настапувам и кога свирам и кога снимам и кога тогаш ми е најубаво. Најдобро се чувствувам. Така. Иако рековте дека уште многу одамна дојде тој контакт со музиката, имаше ли нешто друго на прашањето што сакам да бидам кога ќе пореснам? Што посакувавте да бидете? Со што да се занимавате? Па баш ова што се занимавам сега, сакам да се занимавам и така да ми се исполни желбата, мислам, детскиот сон што викаат, се исполни. Убаво. Оно што е сега последно нешто ново е Себе дал. Прекрасна композиција, преубава морам да признам навистина. Кои се погрижи за тоа да изгледа така? Па таа песна случајно испадна да се сними, затоа што во еден разговор, во едни настапи кои имавме договарано со Ален Исламовиќ, го прашав Ален, имаш ли некоја песма што не мислиш да снимаш, што не планираш да ја работиш, што не мислиш да ја снимиш? Он рече, имам една, не знам дали ќе ја снимам, али еве ќе ти ја дадам. Али ми ја дадам како со текст, значи српски, негов и музика. Јас само што ја слушнав, мене многу ми се допадна. Значи музиката и веднаш му реков, јас оваа песна ја снимам. Ти дали ќе ја снимаш или не ме интересира, јас ја снимам. Па вика, сними ја, вика, ако ја снимам јас, вика, не е проблем, вика. Значи, јас ќе ја снимам, вика, на српски, вика, ти сними си ја на македонски. Така да, музиката, ја земав неговата музика и во соработка со Огнен Неделковски, го направивме текстот, мислам, он го направи текстот. И многу ми се допадна, уште кога го напиша текстот Огнен Неделковски, мене ми влезе одно во глава и едноставно, викам, ова е преубав текст. И да не се искористи штета. И така ја снимив таа песна. Што истата песна, например, покасно ја сними Ален Исламовиќ. Неговата се вика Алкатрас, а мојата е Себе дал. Така да не испадне дека некој од некого земал или... Да, токму таа песна Себе дал беше неколку недели на Sky Selection, на Sky на телевизија, на прво место не можеше да се симне од листата. Освен тоа, сте спремале нешто ново, исто така добро. Па, со бендот спремаме албумот, го спремаме,
кој одамна го спремаме, што се вика, најдолго сниман албум, више не знам кога ќе успеам да го снимам, значи од превише ангажираност, превише работа со менаџирањето и немам и време да се посветам на снимањето. Така да верувам дека до пролет најверојатно ќе го комплетираме. Имаме значи доста песни што треба да ги снимиме, а имаме и доста и снимено. Значи имаме пред тоа снимено 2 песни имаме од Бора Чорба текстови. На едната песна музиката е моја, на другата е од гитаристот. Значи а текстовите се на српски што се на Бора Чорба. На македонски едниот текст е мој, другиот текст е на Огне Неделковски пак. Значи соработката со Огне ни е супер и така да продолжуваме со него. Било што да ми треба, јас сега пак со него ќе соработувам за следниве песни, ако ми фали некој текст, така да очекувам дека на пролет ќе го завршам конечно албумот. Така, значи на пролет да очекуваме албум, првенче. Да. Убаво. Освен музиката, освен менаџирањето и пеењето и свирките, што друго сакате да правите? Имате ли некое друго хоби? Па хоби. Ако е шетањето хоби, сакам да шетам едноставно, одам на природ. Кој кога договараме и кога не договараме, да пример некогаш одам со пејачите, договараме некогаш надвор во Италија, надвор по Европа, тука со Бугарија соработувам, со Србија соработувам, значи Босна, Хрватска, бивши текси републики сите. Значи шетањето и нормално и храната. Љубител сум на храна. Сега зависи на македонската сум претежно, али обожавам да пробам и други храни. Убаво. Сакате да експериментирате, значи, со други кои не? Па сакам. Со кинеската храна? Сте ја пробале? Кинеска немам пробано. Значи, да, немам пробано. Денес како пробам, да ќе ми биде прв пат. Така, имав многу прилики да пробам, меѓутоа не се најдов во ситуација. Една случка имаше во Италија, со Анабела бевме, во Пјаченца работевме. И човекот вика да ве носам, вика во кинески ресторан, вика на храна, на јадење. Одиме, нема место. И каде, што, како не однесе после во македонски ресторан. И Анабела се те посмења, вика, како, вика, дојдовме, вика, во Италија, вика, додиме, вика, во македонски ресторан да јадеме. Така. Така било пишано. Да, така анекдота. Добро, тогаш сте немале шанса да пробате, еве сега ќе имаме денес шанса, ќе пробаме нешто, ќе дегустираме, се надевам дека ќе ви се допадне. Се надевам дека ќе ми се допадне. Одлично. Кажавте дека сакате да пешачите. Да не ве прашувам тогаш без што не може да ви помине денот или во слободно време што во обичаено. Обично сакам да спортувам. Сега што ми е кратко времето и што немам време да спортувам, тоа е друга работа. И дома си имам справа, например, да спортувам, да вежбам. Меѓутоа ретко се наоѓа време. Или таман ќе почнеш да вежбаш, ќе ти се јави некој, дојди ваму, дојди таму, дојди наму, обврски многу, значи тоа е тоа, што да правиме. Во секој случај сакам, кога сум во Охрид, одам покрај плажа, најво шетња, трчање, тоа спортување и така. Убаво. И пред да дегустираме за прв пат кинеска храна, да ве прашам уште кој ви беше или се уште ви е вашиот идол? Па идол. Јас како идоли мислам ги обожавам сите пејачи, моите, например, хард рокот ми е. AC/DC ми се мислам нај, затоа што за нив, што се вика, отидов и во Белград, кога беа на стадион, кога има концерт, знаев и се прашував дали уопште друг пат ќе дојдат на Балканот да свират, пошто луѓето се више во години и кој знае дали ќе дојдат некој, затоа се реши, викам и во Белград ако треба и во Австрија ќе одам пак. Значи многу убав концерт, преубав. Значи тој доживлие не може секој да го доживее. Тие ми се како први. А иначе вако од балканските сите сум пријатели, мислам капитен сме другарски што се викате со Ален Исламовиќ, со Бора Чорба, со што ја знам, со Аки Ракимовски, со мислев кога почнувавте да речеме така, кога се насочувавте кон музиката дека тоа ќе биде ваша определба и занимање и хоби, работа и љубов, сигурно некој така според кого ги правевте тие почетоци и тие чекори? Добро, мене значи претежно ми беа AC/DC, како AC/DC, како бенд и Whitesnake, Девид Ковердел. Да. Иначе, другото се си оди после понатаќе како се движи животот, како се запознаваат луѓето се луѓето да се менуваат времењата и луѓето. Точно, убаво. Ајде сега предлагам да ја пробаме оваа кинеска храна, па да видиме дали ќе ви се допадне за прв пат. Да ја пробам. Ајде. Силвија, преубава мириса. Што е ова? Гледам и нешто ново. Ја ви благодарам.
Бидејќи покрај тоа што имаме гостин кој што нема можност да го посети нашиот ресторан, кога имаме смели гости како денешниот гостин што вика можам се не се плашам да пробам, нема проблем, тогаш не уште сме похрабри, бидејќи често ни доаѓаат посетители кои велат леле дали ја овде ќе се најадам, и тогаш веќе ние малце се мислиме, а што ако Орис не јаде, а што ако и лепчето не го јаде, а вака кога имаме отворени раце да експериментираме, нашата креација е уште поголема. Како пред јадење се одлучивме за еден специјалитет кој што е омилен на азиците и кој што ги одржува азиците да живеат долго, да бидат здрави, виталност на телото да има, здрава крвна слика, а тоа се кинеските печурки. Кинезите се познати по печурките, кај нив ги има во многу видови и секој кај нас што обожава печурки го нарачува овој специјалитет или што сака зеленчуци. Пржени зеленчуци на кинески начин, меѓутоа овој специјалитет е со кинески зеленчуци пржени. Значи, од наш зеленчук има само морков, останатото се друго е од Кина увезено. И сега јас ќе ве запознам. Да се навикнам многу, па ќе треба да се преселам во Кина да јадам печурки. Кај ќе наоѓам тука? Имате нонстоп? Да, нонстоп. Што имате нонстоп, значи готово, имате уште една муштерија плюс. Благодарам. Ова е лесен специјалитет, бидејќи е топла салата, се рачуна како топла салата. Некогаш некои гости не се расположени да јадат ладна салата како пред јадење, сакаат нешто што е топло, а лесно и диетално. Ова е црната кинеска печурка, која што се вика ушите на дрвото. Во Кина расте на борова шума, во шума која што се уште е дива и нема луѓе, таму воопшто нема, значи воздухот не е загаден и печурките кинезите ги берат рачно, од причина што оваа печурка, кога е на дрвото, кога е сува, таа е во сува форма, малце повеќе да се стисне посилно со машина или на друг начин да се собира, веднаш ќе се уништи, да ќе се изрони. А еве како личи на ушна школка. И во сува форма се, меѓутоа еве како личи на ушна школка, нели? Кога ќе ги ставиме во вода, тие веднаш умекнуваат и се отвараат. И затоа се вака крцкави од надвор, а не се месести, значи, не се сочни, меѓутоа, тоа е печурка која што во Кина се користи како алга за дигестивниот систем. На времето кога постоеле кралеви, тогаш ги давале како бесплатен подарок на своите бербери. Бил најскап подарок на кралевите. Не можел обичниот народ да си ги дозволи да си ги купи, бидејќи се уште држат цена и богатите луѓе, кралевите, им ги подарувале на своите пријатели, бидејќи се чистач на желудникот. Сите што имаат проблеми, дури и болести со желудник, киселини или имаат рак на желудник, ова превентивно го јадат и ги спречува метастазите. Тоа е за лоши случаи. А во добри случаи, например, некој често има осетлив желудник, јаде, има киселини после тоа или тешкотија. Многу побрзо ја варат храната. И затоа ние ги ставаме и во салати, ги ставаме и во главно јадење со пилешко. И на тој начин гостите велат зошто кај вас кога доаѓаме, ние го немаме тој проблем како обично кога дома јадеме. Да. Тоа е она што ја прави оваа печурка. Значи ова е баш за мене. Пошто јас сум со стресни работи, со трчање, со киселини, со миселини, со нередовна. Тогаш ова со нередовна храна и да. Обично и јас знам по себе кога сум многу зафатена, многу помага, дури и во Кина ги користат како чај. Значи печуркава ќе ја ставиме во вода, ќе зоврие водата и само водата ја пијат. Истите бенефити ги има и како чајче. Имаме уште нешто интересно, ова е корен од лотос. Кинески зеленчук, значи не е цветот, туку коренот од лотосот, кој во Кина особено се шалат жените го јадат за добро расположение. Значи покрај белата. Јас значи со жени кога кидам да дојдам тука на лотос, на лотос, да. Кој цветот од лотос, нели, е не убав цвет кој што шири позитивна енергија и велат дека е символ за чистота. И многу влие на жените да имаат одеднаш да го сменат расположението, особено жените во Кина се рачунаат дека се построги за разлика од мажите. Сите мажи нека слушаат внимателно. И затоа веднаш им го даваат ова да ги смират, да ги развеселат. Имаме уште нешто интересно, ова е бамбус. Бамбус, значи нема вкус, нема мирис. Бамбус, сите знаеме, нели, оние бамбусови лисја, има шуми во Кина кои што се цели со бамбуси. Пандата, умиленото јадење на пандата, нели? Меѓутоа, ова е многу диетално, количински содржи многу вода, не дебеле, можеме да јадеме колку што сакаме, ниско калорично е, нема вкус, нема мирис, е зеленчук кој што ја зголемува виталноста на нашето тело. Има многу растителни влакна во него. И поради тоа кинезите многу го јадат. Имаме една нова печурка која што пред една недела ни дојде и се вика шјанку.
Еве, ова е веќе, да, месеста. Не е крцкава како црната кинеска печурка, ушите на дрвото, туку е месеста. Имаме чувство како да јадеме месо, а нема мирис, нема вкус кој што така, слична. А нема вкус, нема мирис кој што може да не одбие. Меѓутоа е многу здрава за телото. Значи велат подобро не јадете месо, јадете комбинација од овие печурки отколку месо. Јас денеска ништо друго да не јадам, само печурки да јадам. Може? Ќе видиме дали ќе ми се допадне. Да, еве ова е друг тип на бамбус. Значи ова беше бамбус кој што е во една форма, а ова е бамбус, нели баш како прачките што видиме. Исто само во друга форма. Само во друга форма да биде јадењето поинтересно. И ова сето е пропржено во ојстер сос. Сос од морски специјалитети и ќе видите каков е на вкус. Имам убав шмек, меѓутоа немаме јаки вкусови да пробаме па да речеме микс, да не одбие нешто. Значи соленко, варира и морско. Секој нешто сака морски специјалитети, овој зеленчук пропржен дава чувство дека јадеме морско. Кинезите многу практикуваат морска храна и доколку на оброкот немаме морски специјалитети, тогаш мора сосот да биде таков. Да. Имаме како прилог оривче со зеленчуци и со кромет. Јас го обожавам овој ориз, варене на пареа во посебен кинески сад и после е пропржен само 3 до 4 секунди со зеленчуците и со крометот. Крометот дава убав шмек за сите оние кои што нели немаат состаноци после тоа. Да, нема да го јадат, можат само без. Не, тогаш и девојката ќе јаде, па нема проблем, да. Ќе го видите обично кај нас на поинаков начин го готвиме оризот, меѓутоа јас се воодушевив кога пробав ориз со кромет, бидејќи некако го отвара апетитот и можеме повеќе да јадеме. И за главниот специјалитет, ова е многу познато јадење по кој што многу наши гости не посетуваат исклучиво само за него, а тоа е суво луто телешко. Значи крцкави парчиња месо, обвиткани во кинеско кари, и откако ќе се обвиткат во кинеско кари, малце се пропржуваат во луто сладко кисел сос. Мене ме интересира, сосот не може да се објасни за да се долови вкусот, мора да се проба овој специјалитет за да се почувствува. Меѓутоа е интересно што готвачите во Кина се познати по правење на баланс од 3 вкуса или 4 на едно место. Например, и луто и сладко и кисело да бидат спој на едно место, а ни еден од вкусовите да не доминира. Ако не јадете многу благо, да не ви смета да не е доминантна благата жичка да може да ве одбие. Ако јадете пикантна храна, да е пикантно, а не да е луто, да почнат ушите да не болат дури, да, па ќе пробате и ќе ми кажете дали ви се допаѓа, да ве послужам. Силвија, преубаво, како мирисаше, така беше и на вкус. Да го прашаме гостинот, затоа што прв пат пробува овде во овој ресторан, како ви се допадна? Прекрасно. Прекрасно. Па вакво јадење немам пробано. Така да почесто ќе навраќам на јадење тука. Ви беа непознати вкусовите, ви беше така малку или? Па секако е прекрасно, значи нешто мешани вкусови, а не смета да речеме да ве одврати до јадење или до Така, што ви остави најмногу впечаток, што ви се допадна? Мене се ми убаво. Така да ако ми остави тоа се ќе изјадам. Да, дека ви оставиме. Баш ми е мило. Да, сакам да ви представам нешто што обично кога ќе имаме нови вработени, гостите кои ќе го нарачаат, доаѓаат новите вработени кај мене и викаат: "Гостино се шали со нас, бара пржен сладолед." Пржен сладолед. Зарима и така. Да, има, да. Еве денес го подготвивме специјално за вас да го пробате, бидејќи тоа е убаво за некој што нема можност да посети ваква кујна, да конзумира, како кинезите. Ова е многу познат десерт,
можам да кажам слободно американизиран на кинезите во Америка. За да си го направи во Кина многу ретко го има во рестораните, меѓутоа во Америка кинезите за да си го зголемат прометот на рестораните, да анализирале што јадат повеќе американците, дека слабост им се сладоледите и си измислиле пржен сладолед. И од Америка фактички го од кинезите во Америка го прифатила и Кина, иначе не е изворен од Кина. Многу е познат, веќе во Америка во сите ресторани го има, со тоа што смрзната топка сладолед останува внатре смрзната, се до моментот додека гостинот со лежичето нели не продре до него, многу полека споро се топи, бидејќи топката сладолед ја обвиткуваат готвачите во една смеса која што сами ја прават и во чоколадно кинеско лепче и ја пржат, верували или не, во вук тавена температура од 500 степени. Ама ја пржат само секунди, 3 до 4 секунди на брзинка ја врта со лежицата колку да нели да биде како фактички доаѓа како заштита. Јас не можам, вие разговарате си, јас ќе пробам. Да, Верче знае каков е по вкус, па би сакала да пробате и да ни кажете. Повелете. Ајде да пробаме. Ванила е, ја не знам што обожавате. Ванила, чоколадо, се. Баш добро. Затоа Верче се брзаше. Знам, јас сум пробала. Кој пробал знае? Да. Само јас не би се брзал со сладолед, додека не си го дојадам ова. А мене овде може да се го оставите. Особено ванилата ме потсетува на онаа ванила од детството. Таква млечна, значи ванила, сладолед од ванила, овде ми е баш таков, ме враќа во детството. Благодарам. Ова е нешто посебно, значи не е како нормално нешто. Да. Ова е интересен десерт кој што буди кај гостите, нели, прашање милион и кој ќе го сервираме. Многу луѓе доаѓаат само специјално за десерт, не мора да јаде. Си доаѓа на чајче или на само на десерт, бидејќи доста заситува. Прекрасно. Да, ви благодарам. Силвија, благодарам за се беше убаво. Посебно благодарам за сладоледот, тој ќе се го дојадам, да му се заблагодарам на гостинот што беше дел од Урбан Стил и ми е мило што му се допаднење. Ви благодарам вас на поканата. Благодарам. Значи супер е се. Благодарам. 5 до 6 прегратки дневно ќе ви го направат животот поубав и подолг, сметаат психолозите. Дека прегрнувањето има лековити својства потврдува и психологот Вирџинија Сатир и тврди дека на човек му се потребни 4 прегратки на ден за да преживее. Таа дополнува дека потребни се 8 прегратки дневно за да се одржиме во живот, а 12 за да напредуваме. Прегратката е топол физички допир со кој изразуваме љубов, грижа, внимание и пријателство. Прегратката е мало задоволство во животот што им го даваме на саканите личности. Прегрнувајќи се испраќаме на различни пораки за почит, љубов, пријателство, грижа, утеха, поддршка и благодарност. На 21 јануари светот го одбележува меѓународниот ден на прегратките. Овој симпатичен ден е прогласен за ден на прегратките по иницијатива на американскиот свештеник Кевин Заборни, кој уште во 1986 година тврдел дека прегратките се одличен начин за борба против недостатокот на емотивен контакт. Денот избран да биде токму во месец јануари, бидејќи овој месец е често синоним за депресија, тага и осаменост. А и овој датум се наоѓа помеѓу Божик и Свети Валентин, денот на љубените за католиците кои се повеќе го празнуваат и православните христијани. Докажано е дека во овој период луѓето се емотивно испразнети, а прегратката е одличен начин за поттикнување позитивни чувства. Резултатите од бројни студии покажуваат дека прегратките се важни, имаат позитивно влијание врз психичкото и физичкото здравје на луѓето. Прегратките го подобруваат функционирањето на имунолошкиот систем, го намалуваат ризикот од развој на срцеви заболувања и го намалуваат нивото на стрес. Љубовните парови кои се прегрнуваат барем 2 секунди имаат значително повисоко ниво на хормонот окситоцин. Овој хормон предизвикува чувство на поврзаност, задоволство и нежност. Светски познатиот психолог Джек Кенфилд во својата теорија за прегрнувањето наведува дека прегрнувањето е здраво, целосно природно и практично совршено за човекот. Меѓународниот ден на прегратката се одбележува и во нашата земја. Активисти од тимот Млади за љубов во центарот на Скопје ја реализираат кампањата Гратис гушкање. На граѓаните, разубавувајќи им го денот, пријатно ги изненадуваат подарувајќи им пријателска прегратка. Денес е супер ден за прегратка, нели? И утре и задутре. Гушнете некој силно.
Во Центарот за убавина силуета разговараме со собственичката Мелина Милевски на една тема која што верувам сите дами ќе обожаваат – трајна шминка. Нели така, Емили? Трајна шминка, мислам дека е сонот на секоја дама. Што подразбираме? Многу често сме го слушале терминот и верувам дека на некој не им е ни јасно што точно значи. Ајде објасни ни што точно подразбираме под трајна шминка. Па, секој сака да биде кога ќе се разбуди во секое време убаво среден, убаво да изгледаат и очите и устата, да биде пополна, вегите кои ги нема да ги има, сака се разбира дека целосно ликот е сосема другачи кога малку ќе се осенчат одредени делови на вегите, на очите или пак устата. И затоа многу години наназад, можеби 20, потекнува од Кина и Јапонија една метода што потсеќа на тетоважа, но сепак не е тетоважа, затоа што се работи многу поплитко и се нарекува трајна шминка. Значи, трајната шминка се работи исклучиво со специјален апарат, да не се прават импровизации, затоа што се настануваат многу големи проблеми доколку се работи на лицето со апарати каде во некој од центрите за тетоважа на тело, кои што имаат посебни апарати за тој тип на тетовирање, кое трае доживотно. А ова трае од 3 до 5 години, токму поради тоа што се користат специфични игли, се користи специфична боја и затоа и трајноста е од 3 до 5 години кога полека бледее. Да, не се губи наеднаш и не се губи на некои места да нема па да има, туку како изгледува, како една слика кога изгледува. Да, изгледува и треба да се повтори. Кој сака да го повтори методот за отприлика 2-3 години, некогаш и 5-6, знае. Некогаш помалку, зависи многу и е многу индивидуално од типот на кожата. Зависи исто така како се третира кожата, дали се користат некои третмани кои избелуваат, некои креми кои што имаат во себе препарати избелувачки или пак се користат одредени овошни киселини, гликолна исто така, кои што пак прават некакво белење, некогаш и серуми со витамин С. Значи баш треба да се обрне добро внимание да тој дел некако се избегнува и кога ќе се направи трајната шминка, да кога се чисти кожата со млеко, тоник и крема кога се нанесува да се избегнува таа регија. Колку што може се разбира, да, затоа што кога се нашминкани очите пак сепак мора да се извади убаво и шминката. Иначе во однос на трајната шминка можам да кажам дека е една од најубавите методи што се појавиле и најпрактичните методи воопшто во годините наназад. Ја работиме, значи, можеби 5-16 години од прилика во првите почетоци. Да, со посебна обука, со посебно школување, значи многу е важно да тој што работи. Јас ја работев во нашиве салони секогаш и сега исто така имам замена, но многу е важно да е добро едуцирана особата што работи, значи не само да биде да знае методот како се работи. Тоа е веќе уметност. Туку е нешто повеќе, да. Првин се завршуваат посебни обуки за мејкап, значи контури на лице, па шминка, полека, постепено, а потоа методите на трајна шминка, затоа што едното со друго, шминкањето со трајната шминка, навистина нема врска, и има многу. Треба да се советува клиентот како треба да изгледа, природно, да се истакнат, за да очите, да се зголеми малку устата, ама да биде природно, за да се подигнат вегите, но сепак тоа да изгледа многу природно, со природни бои и да не се приметува дека е нешто правено. Тогаш може да се каже дека е најуспешна трајната шминка и дека навистина е постигнато тоа што треба. Затоа и многу пати се случуваат и некакви непријатности при оваа работа, токму од таа причина што нема доволна едукација или пак не се користат
бои кои што се од да природни билкови екстракти. Пренападно или? Може да биде пренападно, може сосема да се утне бојата, може да се утне формата, може апсолутно. Јас во текот на овие години работа сум видела буквално секакви направени трајни шминки во наводници, да кажам, затоа што некој од нив, мислам, јас не зборувам за никого ништо лошо, но сепак зборувам конкретно за работата. Секој треба, клиентот кога ќе се одлучи за трајна шминка, треба првин да одбере место кај што ќе ја направи од многу причини, хигиенски да е дезинфекција направена целосно на се што се работи, да се користат нови игли, нова боја и така натака, но и она што треба да се направи е битно тој што го прави да знае да го прави, затоа што и некогаш изгледа како некој да си дете да си играло со после моливче. После се прави на корекција, но сепак битно е да биде убаво направено, затоа што сепак трае години и години, не е нешто што може да се избрише за 2 сати како ништо да не било, нели, како обична мејкап. И така да, тоа е една убава метода и ја препорачуваме навистина на сите. Може да се каже старосна граница нема. Да, тоа сакав да прашам. Да, може да се каже, се едно, буквално доаѓаат и многу млади девојки, доаѓаат и повозрасни, некои луѓе што послабо гледаат, па име од таа практична страна подобро да се направи некогаш со многу чупкања на вегите, сосема ги нема вегите, па тогаш исто така се препорачува или трајна шминка или јапонскиот метод, нели се разбира кој ќе го одбере клиентот. И исто така пак за устата, доколку нели устата е тенка, не се познаваат контурите, формата не е задоволителна, тогаш навистина може да се направи едно уметничко дело каде што не се приметува воопшто како да изгледала, односно предходно устата. Пакетот содржи, значи, трајната шминка, веги, подигање на болшници, усни, меѓутоа може да се прави само нешто, например. Ако некој одбере само усни или само веги, например, или кога ќе кажеме веќе трајна шминка, она методата уфаќа се, целото лице. Не, трајна шминка подразбира трајна шминка на веги, на очи или на уста. И сега кај нас има пакет каде што се работат сите 3 работи одеднашка. Го направивме така како поради цената, затоа што поединечно цената е 100 евра од веги, од очи и од уста, значи заедно би биле 300, но сепак ние даваме и убав пакет гратис, лифтинг на лице, значи затоа подигање на јаболкници, затоа што 3 третмани мезотерапија без игла, заедно со овие целосно правење на очи, усти и веѓа и мезотерапија без игла, 3 третмани пакет, навистина даваат еден преубав лифтинг третман. Тоа во вашиот салон е на кое место по барање? Да ви кажам искрено, може да се каже дека е во првите 5-6 услуги што многу се користат, што многу често се користат, можеби секојдневно некој закажува, но тоа е тоа што клиентите се многу задоволни, доаѓаат со години наназад. Јас имам клиенти што доаѓаат и од странство буквално конкретно само за тоа. На секои 3 години. Само за тоа, затоа што морам да кажам трајната шминка ако кај нас во нашиот салон е непроменета цената 100 евра чини од секогаш. Надвор е од 300 до 500 евра. Да кажеме Цирих, Германија и така. Информации некои што дошле до нас од клиентите што доаѓале. Мили, ти благодарам за разговорот, за корисните информации. Знам дека сите со внимание не слуша, затоа што ова е сонот на секоја жена. Добро да се знае дека има место каде што може тоа да се направи да биде многу квалитетно. Ви благодарам за тоа. Ви благодарам што останавте со нас до самиот крај. Се надевам дека ви бевме интересни. Гледате ни наредната недела, ние ќе имаме повторно корисни информации, важни и интересни гости. Се гледаме точно за една недела. До тогаш, чао!